Над 200 хектари нискостеблеста шума сува трева со тенденција да се зафати столетната дабова шума е црниот биланс што го остави пожарот, што вчера е активен на подножието од планината Плачковица во општина Зрновци. А се започнало како што тврдат мештаните во раните утрински часови вчера од еден овоштарник кој што е лоциран во непосредна близина на нивното село Видовиште во подножието на планината Плачковица. Пламените јазици помогнати од ветрот бргу се прошириле кон планината со опасност да ги опожарат столетните дабови, меѓутоа да се приближат и до манастирот Света Петка. Благодарение на местонаселение на село Видовиште со механизација, трактори, плугове, има некои приручни средства, лопати, мотики и така натаму. Тука беше присутно ТПП со 3 возила, со 12 луѓе, беа присутни македонски шуми исто со 4 луѓе. Јас бев преку дирекцијата за заштита и спасување. Значи беше тука локалната самоуправа присутна, имаше луѓе од општина Чешиново Обрешево, имаше од јавно предпријатие на Илинден од Зрновци, уствари водна кула општина Зрновци. Значи се на се сериозно се пристапи кон гасењето на пожарот. Најтешко било во попладневните часови, нешто по 18 часот, кога интензитетот на огнот бил најголем, а и брзината на доста топлиот ветер значително ја отежнувал работата на сите кои се вклучиле во негово гаснење. Макар беше неприступачен терено, со големи напори, со координирана работа, полека се ставаше под контрола во касните вечерни часови. Јас додека бев до 21 часот, веќе пожарот беше ставен под некаква контрола. За последните неколку години ова е прв ваков пожар од големи размери на Плачковица и засега според информациите на надлежните единствен евидентиран пожар на отворено во овој дел од македонскиот исток. Единствена е надежта дека до вечер пожарот целосно ќе биде изгаснат.